Зголемување на сите параметри од 2 до 3 пати над дозволените граници се првичните резултати од мерењето на квалитетот на воздухот, извршено на денот на пожарот кој се случи во објект на компанијата Ф групација во Трубарево. Меѓутоа, нивото на јаглерод моноксид, чија просечна вредност не треба да надмине 10 микрограми на метар кубен, било 300 микрограми на метар кубен. Директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ивана Гиновска соопшти дека в петок ќе се знае кои тешки метали се присутни во воздухот во Скопје. Покачувањето за сите параметри од 2 до 3 пати зголемено, на 3 точки се мереше само јаглерод диоксид, пример ако е дозволено 10 гранични вредности, тоа е 300. На едно место, на другите можеби е 250, на другите резултатите ги имам таму, што е нормално, дели кога има пожар јаглерод моноксид е зголемен. Тоа е, значи тоа се од тој ден земени резултати од акредитирана лабораторија. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев и раководител на лабораторијата Дејан Мираковски вели дека се поставени 2 уреди кои континуирано 24 часа на ден во наредните 5 дена ќе го мерат присуството на честички во воздухот кои потоа ќе се анализираат. Мираковски вели дека ќе се анализираат 32 елементи, меѓу кои никел, кадиум, арсен, олово и жива. Нашите резултати ќе бидат веројатно почетокот на наредната недела. Ние ќе мериме овие неколку дена до четврток, петок. Ќе ги извадиме филтрите и ќе ги анализираме, значи мериме на 2 локации, едната во непосредна близина на местото каде што настанал пожарот, а другата 100 метра подалеку. Целта ни е да ги видиме сегашните концентрации, односно сегашните нивоа на честички и нивниот хемиски состав, да ги споредиме со регулативите, односно со пропишаните за тие елементи каде што имаме прописи, а да ги споредиме општо со другите делови на Скопје за да видиме дали има зголемена или нема зголемена концентрација на елементите. Во текот на вчерашниот ден Институтот за јавно здравје ги доби резултатите од примероците на воздухот и почвата за тестирањето на ионизирачко зрачење и тие се во рамките на нормалните вредности без отстапувања.